Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Добро вечер. Конак на Гевгелиски значи куќа на два ката. Ги имале најбогатите во градот. Такви биле и Беширови, наимотни, најмокни, уште пред 2 века. Во овој код ќе ви ја раскажеме сагата за семејството, кои биле низ историјата, како од најголеми трговци, најмокни луѓе во градот, дури и пратеници, сега се само легенда. Но еден од нивните директни потомци се обидува да го врати и сјајот и богатството на Беширови. Открив дека во селото Бошава, да тоа се наоѓа на падините на Кожув, меѓутоа од кај Кавадаречката страна, постои семејство Беширови и оваа студија е од 1924 година. И во таа студија точно да видите неверојатно, мислам, составот на населението по семејства во села. Секое село, колку семејство имало, колку куќи, со што се занимавале, која била нивната претежна дејност, од каде дошле, од каде се населиле. Е неверојатна студија, мислам, јас се изненадив дека и таму во таа студија постојат мачедонци, затоа што така на српски, нели, со онач српско ч. За нив се вели дека дошле од село Зборско. И село Зборско е некаде на падините на Кожув, меѓутоа некоја трагична судбина има тоа село, не можам да откријам, тоа работам се уште на тоа, бидејќи во некој период од историјата било сосема запалено, уништено, така да веројатно, ако е тоа село Бошава, па Беширови, мојата предпоставка е дека од таму потекнува, тоа таму и љубовта на Беширови, мислам, околу стоката, околу планината, околу шумите и се она што било производство на сточарски производи, одведување на стока, бидејќи Беширови на Кожув имале и трла, и мандри, и шуми, и ливади. Бешир, или на турски човек што носи добри вести. Овој збор го содржи презимето на едно од најпознатите и најбогатите гевгелиски фамилии уште во времето на турското робство. Познато е како Беширови, а првите траги на семејството во плодното гевгелиско поле датираат од крајот на 18 век. Горда на семејните корени е Емилија Дубарџиева, која живее во Скопје, а по мајка потекнува од семејства кои оставиле траги во историјата на овој град. За секој празник, за Великден, за Ѓурѓовден, бидејќи имале на планините на Кожув и многу стока, давале по 50 до 60 овци, колеле за сиромаштијата. Значи, тука во близина на црквата имало нивни анови, нивни куќи. Последната куќа што ја купиле тука била од Чојаџиеви и таа е купена 26-та година, меѓутоа заверена е само 6 дена во Кавадаречкиот суд како собственост на Андон Беширов, само една недела пред да почне. Ми беше пријатно сознанието дека моето семејство дел од својот имот, дел од своите пари, дел од своето имање, дел од своето богатство го делеле со сиромаштијата и така се забележани во неколку студии. Како од Стеван Тановиќ од Богородица, кој што бил исто така етнограф, сите негови книги и дела ги открив и ги најдов, ги фотокопирав, ги имам вечно. Не беше лесно да се запамети долгиот гевгелиски времеплов на овие луѓе.
која испишувале историјата на крајот од 18-тиот и почетокот на 19-тиот век. Добрџиева ни го прераскажа во само еден здив, а го архивирала во домашна библиотека. Најстарите податоци кои ги открила говорат за незиниот чукун дедо Ристо Беширов од татко Делјо, кој бил богат трговец. Од 6 деца кои ги имал, најтемпераментен или по-гевгелиски врлив бил Андон Беширов, човек кој живеел на релација Гевгелија Солун Белград. Морал да избега од Гевгелија, односно семејството се погрижило да го спастри некако во Солун. Прво се преоблекол во девојка, во Адма, се заболил, дали тоа било со воз или со кочија, не ми е тоа јасно, значи, меѓутоа, први му подале рака во Солун, бидејќи веќе за него била објавена потерница, односно бил осуден на смрт од турската власт, секако. Ќелтефот е турчин, кој што бил 2 пати, 3 пати постар од него. Тој имал само 17 години и со револвер го отепа. Тајната база на Андон бил Белград, каде почнал да го учи лимарскиот занает. Не се доаѓало лесно до докази за неговиот живот, раскажува неговата правнука, но улогата си ја сватила како истражувач, па прочепкала и во српските хроники. На 22 години Андон ја поборал раката на германката Наталија Шродец, која се откажала од католичката вера, и на 16 години му кажала да на младиот гевгеличанец, кој бил во бегство. Андон ги носел гените на јужниот темперамент, храброста и решителноста, а Наталија го донела генот на дисциплината, одважноста и елоквенцијата. Откако во 1913 година турците се повлекле од македонската територија, Андон Беширов со семејството се вратил во Гевгелија. Тој доаѓа во Гевгелија и веќе почнува за него, јас така би рекла, процутот на семејството Беширови, затоа што сега тој, замислете, значи веќе на некој начин е должен на србите. Значи тие му го спасиле животот. Тој за нив бил нивни воспитаник. Живеел во Србија и бил, значи, човек кој што можел да биде носител на листа кога почнуваат парламентарните избори. Андон Беширов бил избран за народен пратеник во првото парламентарно собрание на кралството на србите, хрватите и словенците во 1923 година. Го избирале оние кои му верувале, народот, за да го представува регионот составен од Гевгелија, Струмица, Дојран и Кавадарци. Додека бил пратеник, барем од она што го имам прочитано во записите, буквално така ја замислил својата улога. Им помагал на сиромашните, им помагал со тоа што им давал бесплатна правна помош. За нив доаѓал и во Скопје и во Белград. Кој имал мака, се обраќал до него. Тој и семејството и се живо и диво запоставувал за интерес на народот. Па дури и интересно овие фотографии што ги правев сега во Гевгелија, во едно старо семејство, нивниот дедо тој го има спасено од грците што бегале од Мачуково, што тропнал на врата, претепан во кожи, го облекол, го склонил, значи памтат луѓето за неговите добрини. Во декември 1926 година заминал на погребот на Никола Пашич во Белград. Но за гевгелискиот војвода ова било последното патување. Го вратиле во Лимен Сандак на 14 февруари 1927 година. Погребан е на гевгелиските гробишта. Долго истражувам. Верувајте ми, мислам, сон ме фаќаше, бидејќи тоа е нешто што е таква тајна во семејството и така некако ве разорува, што едноставно сакате да знаете зошто, што се случило. Зошто баш нам ни се случило тоа?
има тука една приказна дека мојата прабаба велика се поклонила пред кралот, ама тој рекол стани мајко, ти не знаш каков си сина родила. И така тоа ние треба да се гордееме сега дека кралот, мислам, толку ја почитувал мајката македонка што го родила Антонije Бешировиќ, војвода со сите одликувања, храбар, пожртвуван, народен човек, пратеник на Кавадар Цигев Гелија, значи ние треба се да паднеме тука во несвест. Меѓутоа вистината е веројатно, значи се уште не истражена, меѓутоа многу веројатна за мене од она што го слушнав од моите роднини дека всушност тој бил отруен од кралот. Војводата Беширов бил закопан со сите почести. Возел Форд Линколн, автомобил со кој во тоа време се возеле американските председатели. Починал на 40 години, но вистинските причини за смртта Дубарџиева се уште ги истражува. Се јавила во државната болница во Белград, но во нивната архива немало податоци постари од 1939 година. Од она што го дознав од моите роднини е всушност непристојниот предлог што го добил од кралот, дека тој како сега си го сметал него како македонски јаничар, сега тој има да им враќа. Значи они го спасиле на времето, тој живеел во Србија, тие му дале моќ, тие му дале власт, тие му дале можност, нели? Меѓутоа тој требал да врати. А враќањето било, значи, непристојниот предлог да изврши атентат на браќата Радич. Како што во секое традиционално македонско семејство, а особено во Гевгелија, значи имотот секојаш бил кај најстариот. Значи тапи, докази за имот. Фактички таткото бил тој што се грижел за семејството, а сега и деверот, значи на мојата прабаба, Димитрije Беширов, тој имал обврска, значи дури и бил назначен како старател на сираците и на вдовицата. Тоа значи дека тој го управувал имотот, тоа значи дека бил задолжен да ги школува, да им даде мирас на децата, бидејќи се работело за 6 сираци, 5 ќерки и 1 син, и да биде менаџер на она што било веќе создадено. Значи, тука веќе се работело за фабрика за црвен пипер, тука се работело за сушари, тука се работело за трговски магазини, кои што биле огромни. И она што јас можам да го забележам од неговата дејност, нормално дека не можел да ги постигне сите оние перформанси што ги имал мојот прадедо, меѓутоа се обидувал. и горама, наше земје. 2 август 1944 е првото заседание на АСНОМ, каде се донело решение дека ќе постои приватна собственост. На заседанието на АВНО и во мај 1945 се изгласало токму спротивното. Се е државно и се е заедничко. Единствениот син на Андон, Александар Беширов, одел по стапките на својот татко и се борел во Втората светска војна. Во архивите е запишан како заменик командант на Чета, кој бил тешко ранет во борбите во Прилеп. Замислете, иако ранет во партизани, Александар Беширов праќа Абе од болницата во Боула на Кожув, некој да оди и да му го спасува семејството. Односно да му го скрие семејството затоа што се она што се симнало од планина, така разбрало дека треба да биде, значи почнало, нели, да влегува во сите куќи и да дели се што е ваше е наше. Ама излегло се што е ваше е всушност мое. Па така, намештај, богатство, фабрики, згради, објекти и многу интересен список најдов, значи 45 година, вака пишува буквално дословно,
Вика попис на имовината во Гевгелија по сакањето на народните одбори. Не вика врз основа на докази, факти, по сакањето. Како они си сакале. Историјатот на Беширови Емилија го документира со слики, но онаму каде генерацијски создавале Беширови, сега е изменето. Порано Клисе Мало, а сега Свети Спас Мало е местото од каде потекнуваат незините предци. Останати се само овие две маслинки од многуте, каде секој можел да застане на починка. Ги има, но не може да влезе во нив. Хотелот, куќите, дуќаните, се она што Беширови некогаш го имале, сега го поседуваат јабанџии. Се ова што гледате ваму, како што се и оранжериите, сето тоа е Беширово. Иако фабриката била обкружена со турски зид, портата и била таму, од таа страна се влегувало од кај Мрзенски пат, тоа било стариот Мрзенски пат. И започнала, мислам, со работа негде во 20-тите години. Се откупувал црвен пипер од соседните села, селаните доаѓале овде не само да го остават црвениот пипер, туку да се снабдуваат од магазините на мојот дедо. Сјајот на Беширови не згаснал со смртта на Андони Димитар. Архивите, написите, книгите, фотографиите се неми сведоштва за едно време. Кога во Гевгелија ќе се спомене името Беширови, значело углед и богатство, но некој како да сакал да избрише нивната историја. По смртта на последниот Беширов, што бил до 49 година жив, новата власт на многу интересен начин извршила експроприација на оваа земја. Значи, ја обештетила една од Беширови, значи снаата на Беширови, меѓутоа во дворот на пипераната се обештетени и двајца братучеди на Васка Дуганова, која тогаш била власт. Според една легенда за настанокот на името Гевгелија, се смета дека еден дервиш кој дошол не сакал да си оди од Гевгелија, бидејќи многу му се допаѓало местото. Жителите не сакале да го примат и решиле насила да го прогонат. Разлутен од тоа, дервишот почнал дуто да ги проколнува жителите кои се исплашиле и го повикале назад со зборовите Гел Гери, што значи ела назад. Иако легенда, гевгеличани ова го сметаат за заклетва на предците, односно секогаш да бидат добродојдени, оние што одлучуваат да ги задумат своите идеи во градот. Вака пишува во легендите за градот, а во реалноста Емилија Дубарџиева се бори токму со тоа, да докаже дека е наследник и собственик на имотот на Андон и Димитар Беширов, па Гевгелија да биде дом, онака како што некогаш бил. Разграбано, продадено без тапија. Некој како да сакал да го сокрие трагот на Бешировиот имот. Оние што ги пишувале правилата во исто време и ги кршеле. Но наследникот Емилија е упорна во битката со времето и со судовите. Имотот бил голем, залчето било големо, имало многу да се краде, имало многу да се зема. Емилија Дубарџиева наместо во својата куќа во Гевгелија неколку пати годишно доаѓа во судот. За 8 години отворени се десетина судски предмети за ист имот, оној на Беширови. Но колку предмети, толку години расправа. Готово завршивте? Да. Имаше ли конечна пресуда? Како што се очекуваше, замислете, денеска сме 22 јануари, ни закажа рочиште за 6 декември. Пардон, септември. 6-9. Значи, не можам да верувам дека ова ми се случува. Како паравнука на Андон и Димитар, со децении не знаела дека исследува парче земја, куќа или дел од фабриката, а кога гледајќи ги фотографиите сватила дека коренот не може туку така да се острани ако стеблото е јако, почнала да истражува. За жал мене, другите архиви на другите држави ми помагаат, мислам да ја откријам вистината во нашите архиви, во нашите документи.
акти, било што, јас многу тешко дојдов до сознанија, иако и понатаму продолжувам, барем за делот за пепераната во Државниот архив, сега во септември, после 3 години истражување, конечно ги најдов сите парцелациони списоци на Гевгелија, па ги поканувам гевгеличани слободно да ми се обратат, бидејќи имам фотокопија од тие документи, а ако евентуално имаат проблем да најдат нешто во центарот на Гевгелија и околните села, или во Гевгелиската околија, слободно нека се обратат, на располагање ќе им ги дадам сите тие документи. Ги отворила архивите, влегла во библиотеките, патувала за Белград, зборувала со луѓе. Од и кога ги прашала судовите и институциите како е можно одеднаш селото богатство да се изгуби во туги раце, одговор не добила. Јас сум убедена дека нашите документи, не само моите и на другите, на кои што имотите никако не можеме да ги најдеме бидејќи се узурпирани, односно украдени, се наоѓаат во некои архиви приватни, лични, затоа што ова веќе е организиран криминал. Гевгелија е многу интересно место. Беширови некогаш биле мокни, но кога мокта поинако се вреднувала, а имотот бил товар, а не богатство, оние кои немале посакале да имаат, а оние кои имале биле виновни за тоа што имаат. Без никаков акт, без документ, без било каква хартија, која што вас ви значи нешто во денешниот момент, дека таа, да речеме, тој имот е национализиран и сега да се денационализира. Но меѓутоа не се. Не се, така да многу интересно, во 46-та година фабриката е прогласена од републиканско значење. Тоа е единствениот документ дека таа постоела, дека таа веќе прешла во рацете на државата, меѓутоа собствениците не биле обештетени. Се судело во името на народот, се земало во името на народот, па и се грешело во името на народот. Тогаш, при експроприацијата и председателот на експроприационата комисија бил познатиот судија Сотир Делидинков, лажеле сите дека тука нема објекти. Меѓутоа сега за земјата тие биле обештетени и бога ми добри пари земале за земјата. Така да државата обештетила некој кој што не бил собственик на оваа земја. Мајката на Емилија се вратила од Белград, но не можела да го врати ниту имотот, ниту сијајот на Беширови. Снаата Васка почнала да дели и продава, а државата да зема, без да направи документ што и зошто зема. И покрај тоа што тогашниот јавен обвинител Вражалски, значи, упатувал апели, ги молел властите, народните одбори да ги обештетат луѓето, да им дадат документ, едноставно судот да донесе било какво решение со кое што или хартија некоја дека имотите се земени, тоа во случајот со Беширови не е направено. Катастарот била првата точка од каде тргнала, но ако во него побарате спис или доказ за имот пред 1954 нема ништо. Од и годината во која е формиран катастарот е онаа кога Гевгелија се ставила во катастарските мапи. Нема да најдете ништо во архивите на катастарот, затоа што едноставно како Гевгелија да не постоела. Значи архивата на катастарот е поништена и убаво ми кажува дека хартија било лесно да се скрие и да се уништи. Значи тоа беа советите што ми ги дава кога доаѓав и кога ја започнав целата работа. Меѓутоа во библиотеката најдов како да ви кажам одлуки на управниот одбор на работничкиот совет тогашен, во кој што се вели дека е направен попис, комплетен попис на се што поседувал Винојук и дека таква архива е предадена во катастарот. Јас таков документ се уште не можам да најдам. Васе Туранов е само 6 месеци пред пензија. Работи во катастарот речиси од основањето. Сега имаат компјутер и систем, но некогаш овде немало ништо. Канцеларии што требало да се наполнат со имотни листови. Но како гевгеличани ќе докажале кој е чие е? Доволно било некој сам да си каже мое е и се впишувало во книгата како пописен лист. Токму тоа го направиле и Дуганови, Делидинкови, а потосна и некои од подалечните роднини. На пиперанта, на времето што ја викат пиперана, таа како постојала. И со 54 година со самото запишување на тие податоци, она веќе била евидентна како објекти, како фабрика. Тогаш има решение за кое е издадено на име на Васка Беширова и со истото тоа решение веќе она има и земано надоместок. Има ли нема решението, се знае тоа.
се издава, а после спогодбено се седнува и се договарат на обештетувањето како што е. Кое обештетување и што тоа нема податок и не знаеме. По барање на Добрджиева ние си дадеме акт, односно со кои акти тоа нешто е направено. Васка Беширова починала, па немајки свој пород, единствените што останале во близина биле од семејството Мелкови, внуци на Ленка, сестра на Андон и Димитар, мажена во комшии. Се пријавил како единствен наследник еден од незините внуци. Се заборавило и на тестаментот и желбата на Ристо, Андон и Димитар Беширови. Се работи за грабеж, се работи за криминал, во кој што се секако поврзани судии, моќници, функционери, подземје, буквално не можам да ви објаснам. Навистина сум згрозена. Почнала судската епопеја. За 8 години се смениле неколку судии, а се отвориле многу предмети. Низ годините едни од пријавените наследници умирале, други пак се впишувале дека сакаат дел. Купно тужители на крајот на постапката има 21, затоа што во 2010 година се поднесени уште 2 тужби. Уште 2 поединечни наследнички тужби, значи за исто основ за редуцирање на оставинското решение. Значи на крајот има 21 тужител. Тоа малце ја комплицира веројатно и постапката. Тоа ја комплицира и во голем дел влијаело за долгиот тек на постапката, условно кажано. Колку судии се смениле додека трагало? Во текот на постапувањето се смениле 3 судии. Се водат 2 битни спора. Едниот да докажат Емилија и незините поблиски роднини дека и тие се наследници на имотот на Димитар Беширов. И вториот дека Емилија Беширова е директен наследник на Андон Беширов. И едниот и другиот спор не одат лесно. По 8 години судот пресудил, но само делумно. Судот делумно го усвоил тужбеното барање на тужителите, 21 на број, утврдил дека истите имаат право на сразмерен наследен дел на оставината од Димитар Беширов, како што е наведено во пресудата за секој тужител поединечно, неговиот сразмерен наследен идеален дел, а тужбеното барање што се однесува на наследување на оставината на Васка Беширова, затоа што и тоа било дел од тужбите, од поднесените тужби, е одбиено како неосновано. Ако овој суд во 2002 прогласи еден наш подалечен роднина за единствен наследник на имотот на Беширови, а ние веќе гледате колку години, значи ја обжалуваме таа одлука, исто така овој суд донесе решение правосилно со кое нас и нашите роднини не огласи за наследници за имотот на мојот прадедо Антонија Бешировиќ, односно Андон Беширов. Меѓутоа, во тоа решение огласи и лица кои не се државјани на Република Македонија. А се ваши роднини? Да. Меѓутоа, тоа е спротивно на законот за денационализација. Емилија е понатаму ќе оди на суд. Наред е апелациониот, да докаже дека имотот од прадедото Андов е неизин и на останатите директни наследници. Постапката од непознати причини ни беше 2 години запрена. Реагиравме до апелациониот суд, кој што го поништи тоа речение со кое што нас ни е запрена постапката и дојдовме денес, конечно, да добиеме решение кој што ќе биде согласно закон за денационализација. И што добиваме? Нас, роднините, сега ни стануваат противници. Замислете, ние сега ќе се втурнеме во парница и моите роднини што се раселени од Гевгелија, мене ми се сега противници. Благодарение на овој суд и благодарение на одлуките што ги донесуваат судиите спротивно на законот. Но судот не е единственото место каде таа барала да се впише како наследник. Оделението за имотно-правни работи во градот требало да докаже прво како е земен имотот, но и како ќе им го врати на Емилија и роднините. Во последен момент почнала постапка за денационализација. Со посредни, непосредни докази и со копање по архивите, ние успеавме вака како семејство да најдеме доволно граѓа да можеме да поднесеме барање и тоа го поднесовме 7 дена пред истекот на денационализацијата. Во ова оделение тврдат дека тие нема да постапат додека не се донесе судска одлука, што всушност треба да се врати во наследство. Катастарот го тврди истото. Дали правиот субјект што е впишан во решението треба да биде Беширова, Васка или треба некој од нејните предци да биде, тоа останава или наследници, тоа останава во една судска разврска да се докажат така како што сметат оти
треба да изгледа и на понатамошен дел да се возат постапка ако постои денационализација. Тоа зависи од странките да докажат преку суд кој имот ќе биде предмет на денационализација. Многу жалби, представки, барања, дури и писма до премиерот. Обраќања многу, одговори малку. Ако ја погледнете Гевгелија на катастарската карта, денеска ќе видите многу објекти. Најатрактивните се во центарот на градот. Старите градби се светок за едно убаво време. Но иако е Солун на стотини километри одовде, Солун е всушност најспоменуваното име кога станува збор за матна приватизација или нечесна национализација. Фирмата која некогаш беше поим за трговија, сега е лош синоним за транзицијата во Македонија. Грабеж и на приватниот и на државниот имот. Дописите со Агенцијата за катастар на Република Македонија се сведува на народната поговорка, на заекот бегај на куќето држ. Наместо да ја признаат својата вина и да го казнат прекршителот, они предлагаат да се затвори оваа тема. За овие промени запознаени се покрај наведените институции, министерот за правда во 2 наврати и премиерот со материјал во плико лично на рака во посета на Гевгелија. Овие луѓе се како Емилија, но по друг основ. Тоа се некогашните вработени во Солун кои сега останале и без работа и без акции. Леонида се името на здруженијето, како некогашниот јунак одовде. Земените пари од органите на управување се поделени и слободно можем да кажем дека си купуваат дуќани со истите пари, си делат награди, си прават куки, коли и така натаму и така натаму. Барајќи ја правдината, еден од нив заврши в затвор. Судот сметал дека навредил еден од сегашните раководители на Солун. Па Благоја наместо да плати 800 евра, реши 20 на дена да помине во локалниот затвор. Бе во затвор и ја одлежав таа казна. Ако во катастарот прашате што се е на Солун, излегува дека речиси се е. Меѓу тој имот Емилија тврди дека е приграбен и дел од имотот на Беширови. На вистина немаме никаква намера, 1 педа, 1 сантиметар од земјата, имотот и од куќите на мојот прадедо Андон Беширов да го оставам на државата или на подземјето во Гевгелија и на организираниот криминал. Гевгелиската трба трби овде се пее со децении. Трубата труби, веќе одамна, но никој како да не ја слуша. Вековите се менуваат, сликите пожолтуваат, но според Емилија Дубарџиева, помајка Беширова, како што во песната јунакот Леонид не се плашил од царот, така и таа не се плаши да докажува што е нејзино, а што туѓо. Компјутерот не е политичар, но кога ќе реши да крахира, помош нема. Затоа ви се извинуваме за минато неделното задоснување. Еве делови од таа емисија и прилогот кој заради технички грешки не можеше да го имитуваме тогаш. Многу нешта се сменија од времето кога дружината од Беверли Хилс имаше дилема околу изборот на најдобриот универзитет. Но нешто остана исто и тогаш и сега. За критиките кон професорите, студентите зборуваат само меѓу себе, никогаш јавно. Сте задоволни од професорскиот кадар на факултетите? Па, задоволни сме. Па, задоволни сме, многу е добро, ова не било мој жуна, за 10 години и така, се е добро. I can speak your language, sorry, I'm sorry. Задоволни се од факултетот? Тоа што се нуди? Добро. Па задоволна сум, да. И од наставниот кадар и од условите. За мене е прифатливо. А кога се анонимни, тогаш се и најгласни и веројатно наискрени. На оваа интернет страница студентите од САД ја менуваат својата улога со професорската. Тука тие се главни, пишуваат оценки во виртуелните индекси на професорите. Но колку е важен нивниот глас? Резултатите може да влијаат врз кредибилитетот на коментираните професори, но само во очите на посетителите на сајтот. Поголем импакт фактор имаат евалуациите кои се прават непосредно на самите американски универзитети.
Instead, I said, "Who's there?" And a voice came back and said, "Just me." Визитинг професорот Дейвид Мегафи од Калифорнија со себе донел парче од западот кај нас, акцентирајќи го овој метод на евалуација како важен дел од мозаикот. Освен портфолио полно со научни трудови, нему му е битно и како ќе го доживеат студентите. I spend much of my time talking about boys and girls dating and show them that that is a negotiation, and then show them that that same kind of tentativeness and uncertainty affects two countries negotiating, and that it's the same process. They go away really understanding what I'm talking about. Но кои критериуми се пресудни? Колку вреди еден професор во зборови и дела? Евалуацијата на студентите наспроти бројките и титулите. Многу е симпатична и мила, ама не е многу острумна. Многу е добра, но ужасно досадна. На незините предавања ме минуваат 3 најдосадни часови во неделата, секој семестар. Вака американските студенти ги опишале своите професори, а нивните колеги од Скопскиот универзитет можеби не се храбри пред камера, но затоа не штедат зборови кога пишуваат. Откако КОД ги објави високите плати на професорите од економскиот и правниот факултет, добивме анонимни писма и изјави. Еден професор веќе со децении е познат по тоа што бара пари за испит. Знаеме сите кој е. Знае и деканот, но попусто. Дури и на интернет форумите студентите се плашат да ги критикуваат професорите. Ако постои ваков сајт каде што може да се ругаат професори, мора да има и заштита од нив. Но оние кои пишувале на кајгана биле похрабри. Не се рачнав со никој, па ни со родна по граѓанско. Едино ме малтретираше кога требаше да полагаме усно. Мицајков не ме смараше толку колку што тоа го правеше Каролина. Вакви коментари оставиле студентите од правниот факултет, напишани се разбира по тајно име. Но деновиве кога се зборува за мерење на вредноста, другото лице на паричката повеќе сјае. Никица Мојсовска-Блажевски е декан на факултетот за бизнис и администрација на Универзитетот Американ коледж во Скопје. За неа се многу важни резултатите од евалуацијата на студентите за професорите, но пресудни се нивните научни трудови и активности во меѓународни рамки. Мислам дека студентите се доста објективни при оценката, меѓутоа да не заборавиме дека тие го евалуираат оној друг дел, да речеме, од работата на професорот, значи тоа е педагошката или наставната работа. Приоритет имаат наставници кои што барем дел од своите студии ги завршиле во некоја западноевропска земја. Собственикот на Бизнис Академија Смилевски, Цветко Смилевски, има искуство и како професор во странство. Оттаму ги донел и впечатоците за условите кои треба да ги исполни еден професор. За наставниците, колку тие ќе напредуваат натаму, пресудни или ќе останат дури пресудно мислење на студентите за унапредување на повисоки звања се научно-истражувачките резултати. Додека кај нас автономијата на универзитетите е жешка тема, на Запад и државните универзитети и владата спијат мирно. Онаму од каде доаѓа професорот Мегафи, државата се грижи за парите, а професорите за знаењето. The state is basically concerned with money matters and leaves the educational matters up to the university. Вака е во САД, но кога го прашав американскиот професор што мисли за македонскиот систем на вреднување и критериумите, ми посочи очигледна разлика. Here there seems to be much more concern in general about not only the money matters, but what is taught, what students are admitted, how large the classes are, what criteria is used for promoting professors. 10 пати полоша од Словенија, но ако е за утеха, двојно подобро од Ботсвана во Африка и Коста-Рика во Средна Америка. Ова е табелата на професорот Виктор Урумов од ПМФ за бројките на објавени научни трудови во периодот од 8 години. Далеку зад развиените, малку пред африканските држави е позицијата на Македонија. На табелата е подобра за 5 пати од соседна Албанија, но убедливо губи со огромна разлика од Словенија. Нивните научници напишале над 6000 научни трудови на милион жители. Македонските професори се во ранг на оние во Монголија, Оман и Јамајка, со скромни 629 трудови на милион жители.
Ви благодариме што и вечерва бевте со нас.